Радио К2, Илияна Беновска. Господин Заев, какво очаквате от министър-председателя Бойко Борисов, информирайки го за ситуацията в Македония? И вторият ми въпрос: каква е вашата демократична платформа за промяна в Македония? Благодарам на прашањето и на интересот. Со отварањето на кризата во Македонија, знаете дека се случија и настаните во Куманово, каде што загинаа 8 членови на нашите безбедносни служби и загинаа десетина припадници на терористичките групи, кои што го нападнаа јадрото на вториот поголемина град во Македонија, Куманово. Тоа веднаш го отвори проблемот како регионален. Нормално, овде на Балканскиот полуостров, грижата е присутна не само во Македонија и во нашите соседи. Бугарија е голем пријател на Македонија. Јас денеска искористив токму таа прилика да ги споделам информациите и со председателот на владата, првиот министер, господинот Борисов, но и со присуството на заменик председателот на мојата сестринска партија БСП, истовремено на еден демократски начин да ги запознаеме со деталите. Начинот на излезот од кризата во Македонија е согласно европската традиција и пракса. Не сакаме да ги повтараме сценаријата кои што ги видовме во Украина, како што се случува или порано во Србија. Во 21 век, втора декада, по мирен начин, без насилство, мора да се најдат решенијата. Ние веќе започнавме разговори во Македонија. Во вторник е комесарот Хан за проширување во Македонија. Заедно ќе се обидеме да навлеземе во преговорите. Нашето барање е, по примерот на Бугарија, да создадеме техничка влада, без влијание на двете најголеми партии или опозицијата или власта, на демократски начин, со соодветен период од 6 до 9 месеци, да ја подготви Македонија со изборен законник, со избирачкиот список, антикорупцијска комисија, државната изборна комисија и многу други слабости кои што системот ги има, и да излеземе на фер, демократски и регуларни избори. Народот е тој кој што ја дава власта и народот е тој кој што ќе одлучи во кој правец да се движи Македонија и кој да ја води. Но рете политичарите после демократски и фер избори да си подадат рака и да заедно ја градат иднината на својата земја. Само ли ми отговорихте конкретно какво очаквате от министър-председателя Бойко Борисов с това посещение тук? Денеска и од премиерот и од сите политици во Бугарија, јас лично очекувам да испраќат пријателски пораки кон Македонија, како што тоа го прават, и како земја членка на Европскиот Сојуз или Европската Унија. Преку сите институции, Бугарија е членка и во парламентот, и во Советот на министри, и во Советот на Европа, тие можат многу да помогнат по пат на демократските принципи да се изнајде решение на кризата. Пријателите ни требат кога се присутни проблемите. Бугарија е горен пријател на Македонија, тоа денеска и двете страни, значи и премиерот, но и заменик председателот на БСП го покажаа, секако примајки мене како шеф на опозицијата, исто така испратија уште една пријателска порака кон Македонија, а секако нашата обврска останува да тоа пријателство го градиме во иднина и согласно тоа секако ги искористиме подадените раци за наше полноправно членство во Европската Унија и НАТО. Благодаря ви много. Заповядайте, колеги, микрофона. Тази колежка. Други прашања? Господин Заев, въпросът ми е следния. Виждате ли бързо решаване на политическата криза в Македония, след като Европейския съюз започна да посредничи в диалога между вас и премиера? И вторият ми въпрос е, ще продължите ли с разкритията си в медиите за корупция? Благодаря. Въпросът са от Националното радио. Второто прашање, ако сака да го повторите? Ще продължите ли с разкритията си в медийното пространство за корупция на властта? Вака, граѓаните на Македонија, но и секако и од целиот регион, веќе ги дознаа сите криминални и незаконски работи на власта во секоја област од секојдневното живење во нашата земја. Ние ќе продолжиме се додека не се изнајде решение за политичката криза и тоа е начинот како истовремено плюс да направиме притисок за преку диалог да се најде решение на кризата во Македонија.
Европската Унија е веќе пријателски навлезена да го менаџира процесот на преговори и јас се надевам со пријателската помош од Европската Унија конечно ќе ги најдеме решенијата за излез од кризата и брзо враќање на Македонија на патот кон Европската Унија и НАТО. Нашия въпрос е, с много колеги имаме въпрос за делото за Смилковското езеро. Докъде стигна вашето разследване, с какви доказателства разполагате? И следващия въпрос е, в записите, с които сте запознати, записван ли е българския министър-председател? Не. Јас дадов информација. Неколку амбасадори во Македонија, на многу земји, на неколку земји, исто така беа цел на прислушкување. Ние ги поделивме тие материјали на амбасадорите, за кои што постојаа материјали. Немаме некој запис, документ, телефонски разговор од политичарите во власта, без разлика дали е тоа некој министер или премиерот или председателот на државата, не постојат кај нас такви разговори. Знаете дека тоа е еден од пакетите на докази и аргументи кои што граѓаните на Македонија ги чекат и сите. Ние се трудиме да бидеме внимателни со објавувањето на тие докази кои што ги поседуваме во наши раце. Зошто? Заради тоа што е чувствителна состојбата во Македонија после настаните во Куманово. Но ветивме на граѓаните дека целата вистина ќе ја споделиме со граѓаните, така да во многу брз период и доказите за Смилковското езеро ќе бидат споделени со јавноста. Оля Алахмед, Вестник Стандарт. Каква конкретна подкрепа очаквате от Европейския съюз в тази ситуация? Европейскиот сојуз со сите нејзини членки конкретната помош ја веќе испорачува. Иако неформално, но сепак неформално, ќе се отвора 23 и 24 поглавје за Македонија. Тоа е правосудството и слободата на медиумите. Новинаристи знаете колку многу тоа значи. Во Македонија правосудството е целосно поклопено од извршната власт, не може да се дојде до правда, а преку 85% од медиумите се под целосна контрола на извршната власт, на владата на Македонија. Тоа е голема помош за Македонија, заради тоа што со отварањето на разговорите токму по овие две важни поглавја, Македонија ќе направи голем чекор. Но и помошта и поддршката да се биде менаџер во делот на преговорите и помошта која што ни ја дава Европската Унија е од драгоцено значење за нашата земја. Ви благодарам на сите за вниманието.